Денес пак, како даде Господ, и следната сабота, а и понатаму, здравие. Сакам да започнем со една многу важна тема. Без оваа тема ништо не вреди во нашиот духовен живот, во нашиот личен живот, во нашата лична побожност, во нашата религија и така натаму. Која е таа тема? Ке слушнеме малку подоцна. Денес се подсетувам дека овој денешен датум некогаш беше празник. Така наречениот Ден на младоста. Тие што тогаш беа млади, сега се стари. А или не? Добро. Значи предизвик. Си честитавте Ден на младоста? Така ми заличи. Така. Благодарам. По повод овој празник, сакам прво да кажам еден парадокс, кој што јас и сестра ми го забележавме кога бевме мали, тинејџери. Имено, забележавме дека речиси никој од тогаш млади луѓе или други деца, врсници, или новородени бебиња, речиси никој не се вика младен. Вие познавате млад човек денес кој што се вика младен? Денес млад човек. Познаваш? И секој младен што го познававме лично беше стар човек, старец, пред умирање. Може би имало, не велам дека немало, но не познававме такви луѓе лично. Како? Ама тој беше постар од тебе, така? Добро, го имавме и босанскиот пејач Младен Војчич Тифа. Може би тој беше најмладиот за кој што знаевме, а и него лично не го познававме. И ни беше чудно, името Младен упатува на младост, а само старци го носат, или нови млади генерации не го добиваат тоа име. Се разбира, мора да постојат исклучеци, како што рековте, но во најдобар случај многу е ретко. Сега, тоа не е темата, но тоа беше само еден згоден пример, а веќе следниот пример е вовед во нашата тема. Верче баш денес не е тука. Добро, ја поздравувам и јас од ова место. Дали познавате денес млади девојки или мали девојчиња, деца, кои што се викаат Вера? Денес зборуваме. Секако дека мора да има некој исклучок, нели?
Значи, верата не е модерна. А верата не е модерна. Не видите, името Младен, дали е нешто лошо? Напротив, упатува на младост, така? Името вера, дали е нешто лошо? Има ли нешто шугаво? Има ли нешто, да речеме, нешто што е специфично за некоја националност? Или... Не. Тоа е многу општо име. Многу општо име и самиот поим има многу општо значење. Зошто денес речиси не постои? Зошто денешни девојчиња не го добиваат тоа име? Ме интересира. Значи, песната ја опоганила името. Да. Дали вера би било едно од нив? Дали верата е библиски поим? Се разбира. Почнувајќи од денес, сакам да зборувам за верата. Прво прашање. Ова е сега библиско прашање. Повелете, одговорете го со Библија. Колку вери постојат? Се зачуди Рајна. Благодарам. Борче го спомене најубавиот стих на оваа тема. Каде беше тој стих? Се сеќавате? Послание до Ефесјаните, 4 глава, 5 стих. Ефесјаните 4:5. Ово е прекрасен стих. Еден Господ, една вера и едно крштение. Оно што најмногу ми се допаѓаше од секогаш во овој стих е што се присутни сите три граматички рода. Еден, една и едно. Така е и во оригиналот. Ис Кириос мија пистис ен ваптизма. Еден, една, едно. Верата е во средина, женски род. Една вера. Потоа вели во 6 стих, еден е Бог и Отец на сите, кој е над се и преку сите и во сите нас. Еден е Господ. Колку богови постојат? Меѓутоа оваа тема е сега многу збунувачка за мнозина. Во сите овие дебати околу тројството. Што значи едно крштение? И тоа е само по себе посебна тема, која што сега не ја дискутираме. Но се фокусираме на едната вера. Колку вери постојат? Една. Зошто тогаш луѓето зборуваат за многу вери? Сте го чуле тој израз? Така. Луѓето, повеќето луѓе во светот, но не само во светот, се разбира, сите сме во светот. Поимот вера го користат во значење, во друго значење, кое што не е тоа. Значи, на поимот вера, исто како на поимот љубов, му се придава друго значење, погрешно значење.
Пример, луѓето со поимот љубов не ја нарекуваат љубовта, вистинската, автентична љубов, туку ја нарекуваат еротската страст, која што најблиско може да се нарече влюбеност, и таа именка, барем на македонски јазик и на некои други јазици, се формира од љубовта. Но, например, старите грци, многу попаметни од денешниве, имале сосема поинаква именка за тоа. Ерос, од таму потекнува. За разлика од љубовта, која што била сосема поинаква именка. Тоа се две различни работи. Исто така и верата од една страна и религијата од друга страна се сосем различни работи. Луѓето ги мешаат овие поими. Најсмешно ми беше кога она што кај нас се нарекува Комисија за односи со верските заедници, во Србија беше издигнато на ранг на министерство. И знаете како се викаше? Министерство вера. Министерство на верите. И министерот се викаше министар вера, или не знам дали е денес, дали постои тој ресор до ден денес. Министер за вери. Може да речат за религии, може да речат за вероисповеди. Тоа се исто така различни работи, но верата е само една. По однос на верата, луѓето се делат на само две категории. Верни и неверни. Точно? По однос на религијата, колку категории постојат? Не можеме да ги изброиме. Значи, кога луѓето велат вера, најчесто погрешно со тоа ја нарекуваат вероисповедта, има различни вероисповеди. Религијата, како поширок поим, има различни религии, но ниту едното, ниту другото не е исто што и вера. Ја знаете дефиницијата за верата, нели? Каде се наоѓаше таа? Благодарам. Тој може би најпознатата дефиниција на некој библиски поим. Самата дефиниција ни открива дека верата е една. А верата, овој превод вели, е подлога за увереноста во она на кое се надеваме, убеденост во она што не се гледа. Или тврдо чекање на тоа на кое се надеваме. Убеденост во она што не се гледа, некои преводи докажување на тоа што не се гледа, или доказ за тоа што не се гледа, и така натаму. Пример, 3 стих. Сега, според оваа дефиниција, човек е или уверен, или убеден во она што не се гледа, или не. Колку вери може да постои. Сега, малку за појаснување, во 3 стих апостол Павле вели: преку верата разбираме што дека, како вели вашиот превод, вековите, некаде се вели светот
може би најточно световите, се создадени со Божји збор и дека од невидливото произлегло видливото. Според ова, колку вери постојат? Или веруваш дека Господ го создаде универзумот, Божиот збор ги создаде, или не веруваш? Колку вери може да постои? Или си убеден, или не си убеден. Како што или се надеваш на нешто, или не се надеваш. Да ги прочитаме изборовите од 6 стих, исто така често цитирани, помеѓу сите овие библиски примери на верни лица од минатото. А без вера, 6 стих, не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат кај Бога треба да веруваат дека тој постои и дека ги наградува оние што го бараат. Тука се поставува прашање: зошто е потребна вера? Зошто е потребна вера? Библијата на многу места, особено Новиот Завет, точно, верата е потребна за еден куп благослови, најважниот и главниот од сите, заради нашето спасение. Без вера не може да му се угоди на Бога. Без вера не можеме да бидеме спасени. Без вера не можеме да бидеме оправдани. Често зборуваме оправдание со вера. Без вера не можеме да бидеме посветени. Може ли? Не може. Без вера не можеме да бидеме исцелени. Може ли? Не може. Колку пати Исус кажува: верата твоја те спаси. Жената која што ја исцели од крвотечение. Само што го допрела работ на неговата облека. Значи, не го допрела Христовото тело, макар и преку облека, туку само она што висело од телото. Додека другите го притискале Исуса, значи се чувствувал и допирот на нивните тела врз неговото. Значи, допирот на оваа жена бил многу површен, многу по-никаков, така да речем. По-нечувствителен. Но Христос не ја пофалил, не ја сакал да ја истакне пред мноштвото, таа сакала во тајност. Само ако се допрам до облеката негова, ќе се излечам. И кога тоа го доживеала, тоа чудо, и така во тајно се сакала да се повлече. Христос го обрнал вниманието на мноштвото кон неа, за да ја поучи оваа лекција за верата. Само незиниот допир, колку и да бил по-нечувствителен физички, само незиниот допир бил допир на верата, како што го нарекува Елена Вајд. Останатите кои што многу повеќе го допирале Христа физички, значи дори притискале гужва врз неговото тело, како што некогаш во автобус, кога е голема гужва,
чувствувате притисок од други тела околу вас, тие допири немале никаква вредност, бидејќи немале никаква вера. Тие биле сосем случајни, без вера. И Исус и рече, оди си со мир. Верата твоја те спаси. Таткото што сакаше побара од Христа да биде исцелен неговиот демонизиран син, како му пристапил на Исуса? Се сеќавате? Да отвориме таму. Матеј 17 глава. Да се подсетиме само на некои, можеби најпознати примери. Матеј 17 глава ќе почнем да читам од 14 стих. Кога дојдоа кај народот, пристапи кон него еден човек, кој падна на колена и рече: Господи, смилувај се на мојот син, зашто при нова месечина го напаѓа зол дух и се мачи многу. Често паѓа во оган и често во вода. И пазите што друго кажа. Го одведов кај твоите ученици, но тие не можеа да го излекуваат. Што покажува ова? Предходно Исус ги праќал своите ученици да мисионираат по галилејските села и градови и им дал власт што да прават. Со моје име да изгонувате демони, да лечите болни. Учениците, и дури кога се вратија, се вели дека најмногу се радувале што со Христовото име демоните им се покорувале. Значи, најмногу се радувале што со Христовото име ги лечеле најнеизлечивите случаеви. Нешто што и денешната медицина, патем речено, 2000 години подоцна, не би можела. Демонизираните луѓе. Можеш против демоните со сета денешна наука и технологија? Против демоните може. Денешната наука и технологија може против демоните? Не може. И учениците најмногу на тоа се радувале. Меѓутоа во овој пат не можеа. Го однесов синот, го однесов и кај твоите ученици. Но тие не можеа да го излекуваат. Зошто сега не можеа? Како реагирал Исус прво на ова барање? Прво што читаме, 17 стих, а Исус одговори и рече: О, роде, каков?
неверен, безверен и развратен или разблуден. До кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Видите како реагира Христос. Христос не бил машина. Христос бил во нашата човечка природа, во нашата падната природа. Можел Христос да се разгневи? Да. Се разгневил некогаш Христос на земјата? Да. Да не зборуваме за физичката сила што ја применил во чистењето на храмот, иако тој не удрил, нито еден човек не удрил физички, но користил големо насилство за да ги спреврти нивните столови, нивните тезги, парите на земја, говедата, стоката да се растера од таму. Во овој случај, гледаме на Христа му попушта трпението, но меѓутоа ниту во тој случај, ниту тука нема место за греф. Не, Христос не направил греф. Може човек да се гневи без да греши. Така и вели апостол Павле, гневете се, но не грешете. Да, точно. О, роде безверен и развратен! Зошто вака реагира Исус? Што тука најмногу му попречило, што го соблазнил, му засметало? Што луѓето се без вера, безверни. И кои луѓе? Луѓето што гледале многу негови чуда до тогаш, значи пред тоа. И луѓето, конкретно сега мислејќи на своите ученици, кои што самите правеле предходно чуда во негово име. Под роде безверен и развратен, Господ не го подразбира светот, отворените безбожници, неверници. Не мисли на нив. Мисли на оние што исповедаат дека се негови верници. Господ мисли на нас. Почнувајќи од апостолите наваму. До кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете ми го тука. И потоа вели му нареди Исус на демонот и тој излезе од момчето и тоа оздраве во тој час. И тогаш што? Тогаш учениците пристапија кон Исус насамо и му рекоа: зошто не можевме ние да го истераме? Видите, тоа било интересно прашање за нив самите. Тие претходно знаеле да истеруваат демони. Како? Само со Христовото име. Како поинаку? Тука не помагаат апчиња, тука не помагаат инекции, тука не помага медицина воопшто, знаење од факултети, од лаборатории, ништо од сето тоа. Сето тоа се множи со нула. Барем кога имаш работа со демоните. Единствен начин било преку Христовото име. И тоа учениците го правеле предходно. Но се соочиле со проблем, еден ден тоа не можеле да го направат. Што ни покажува тоа? Дека Христовото име не е магична формула, како прво. Значи, верата не подразбира формули, магична формула. Како Стариот Израел. Стариот Израел
бил ослободен од Египет со големи господови чуда, дури и морето се отвори, за да поминат низ него, а истото море кога се затвори да ја исподави и спотепа целата египетска војска, која што ги гонеше. А потоа во пустината што гледаме? Истиот тој народ, еден куп примери на неверство. Еден куп примери на неверство. Неверен, безбожен. Господ на некои места го нарече својот народ тврдоврат. Ти си тврдоглав. Зошто? Во што си тврдоглав? Упорен. Во што? Во неверието си упорен. Како одговори Исус на прашањето на апостолите? Зошто не можевме ние да го истераме? Што прво кажува? Заради вашето неверие. Безверие, вели овој превод. Зашто вистина ви велам. Кога Христос кажува нешто, предходно споменувајќи ги овие зборови, вистина ви велам. Некаде дури два пати. Вистина, вистина ви велам. Што значи тоа? Дека тоа што следи после тоа е вистина, шега, лага. Се што кажува Христос е вистина и без вака да ја квалификува. А особено ако вели вистина ви велам, тоа што потоа го кажува, тоа мора да биде најтврда вистина. Епа што? Вистина ви велам. Ако имате вера колку сиднапово зрно, ќе и речете на оваа планина, премести се од овде таму, и таа ќе се премести, и ништо нема да биде за вас невозможно. Какви се овие зборови? Овие зборови веќе 6 години наназад. Дали беше за венчавката на Дејан и Силвија, мислам дека тогаш беше, се корпа со ливчиња се делеше на сите присутни. На ливчињата беше запишан библиски стих. Знаете кој стих јас го избрав? Односно, кој мене ми се падна? Еден неодамна утренски стих, ќе се подсетиме на него уште еднаш. Да отвориме во Евангелието според Марко, 11-та глава. Кој стих? Дваесет и четвртиот. Марко 11:24, ќе го прочитам сега само стихот, а потоа ќе го прочитаме поширокиот контекст. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва. Колку работи? Се што ќе побарате во молитва. Тука како да нема исклучок. Се што ќе побарате во молитва. Не некои работи што ќе ги побарате во молитва. Се што ќе побарате во молитва. Така велат вашите преводи? Да не е грешка случајно. Некоја верзија. Се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете. И ќе ви биде. Кој го кажа ова?
Апостол Петар? Самиот Господ ги кажал овие зборови. Веруваме ли ние во овие зборови? Јас мислам дека не веруваме. Вие што мислите? Јас себе си се фатив оваа недела, во вторникот навечер конкретно. Себе си се фатив во неверие. Не бев подготвен целосно да се подпрам на Божијата сила. Целосно да верувам на Неговото Слово. Зашто конкретно? Тоа ќе си го задржам за себе. Дали овие зборови, јас уште тогаш пред 6 години, овие зборови до ден денес за мене се голем предизвик. Дали ги чувствувате како предизвик? Зошто се однесуваме како да овие зборови не биле кажани? Кога би верувале ние во овие зборови, дали ќе постоеше еден болен помеѓу нас? Со неизлечиви болести. Со најнеизлечиви болести. Дали веруваме во овие зборови? Вие како се едноставни Христовите зборови? Веруваме ли во ово? Да го прочитаме малку поширокиот контекст, за да разбереме нешто повеќе. Ке почнеме од 20 стих. Ова е после цветници, значи понеделникот са бајле. Претходно Христос ја проколнал смоквата, значи во неделата ја проколнал смоквата. Да не го читаме сега тоа, знаеме. Но 20 стих вели, утредента, значи понеделникот са бајле, минувајќи ја видоа смоквата исушена од корен. Но да се подсетиме, зошто Христос ја проколна смоквата? Што сгрешила смоквата? 13 стих вели, прво во 12 дека огладне, кога излегува од Витанија, значи од селото на Марта и Марија, и сега треба да поминеш цела Маслинска гора, за да се спуштиш во Ерусалим, но вика огладне. И кога оддалеку види една смоква, покриена со лисија, се приближи, не били нашол нешто на неа. Пазите, смоква лисија. Смоква лисија. На што ве подсетува? Смоква лисија. Адам и Ева. Адам и Ева. Смоква лисија. Смоквини лисија. Запамтете го тоа. Но кога се доближи до неа, не најде ништо освен лисија. Но сега текстот ни кажува зошто немало ништо освен лисија. Зошто во април немало ништо. Имаме смокви денес? Рано е. Зашто уште не беше времето за смокви, што Господ не го знаеше ова. Прашање за размислување. Зошто Христос го направил ова? Точно е дека огладнел, точно е дека сакал да јаде. Тоа е точно. Но со цел памет очекувал да најде смокви под лисијата. Да најде плод. Очекувал да најде плод. Вие очекувате да најдете денес зрела смоква или било каква
позади лисијата, иако сега сме крај на мај, да речеме крај на април, или може би порано во април. Точно дека огладнел. Дали со цел памет тој очекувал дека ќе најде смокви? Се разбира, не. Зошто го направил ова? И ја проколнах смоквата. Исус се рече, од сега никој довека да не вкуси плод од тебе, и го чуе тоа учениците негови. Христос тука сакал да поучи нешто. Сакал да ги поучи своите ученици една важна лекција. Затоа ја проколнал смоквата, а не затоа што се изнервирал дека немала плодови за него. Кутра смоква, ни крива, ни должна, настрада. Како многу крави денес заради идиотскиот глобализам. Значи, утредента минувајќи ја видува смоквата исушена од корен. И кога се сети, Петар му рече, Рави, погледај, смоквата што ја проколна се исушила. Ова било чудо. А Исус им одговори и рече, имајте вера во Бога. Зашто вистина ви велам, ако некој и рече на оваа планина, дигни се и фрли се в море. На која планина? Која планина ја гледале? Маслинската гора. Ние која планина најблиску до Скопје ја гледаме? Значи имаме избор тука, нели? Ерусалим дали излегува на море? Не. Како и Скопје. Излегува на море? Не. Ке го собере водно во Вардар. Дигни се водно, китка Скопска Црна Горо и фрли се во Егејско море. Колку далеко? И замислите, што то? Тоа ќе предизвика, што цунами ќе предизвика. Зоран, Марија и Ивана ќе настрадаат. Само тие. Прашањето што го поставуваме, зошто Христос кажува вакви зборови? Зошто е волку предизвикувачко тоа што го кажува? Зошто е волку провокативно? Е провокативно? Го доживувате како провокација? Ви изгледаат рационални овие негови зборови? Или изгледаат абсурдни и провокативни? Дигни се и фрли се в море. Нас невозможно ти, така? Меѓутоа, и пред да го каже ова, Исус рече, зашто вистина ви велам. Вистина ви велам. Ако некој рече на оваа планина, дигни се и фрли се в море, и не се посомнева во срцето свое, туку поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни што и да каже. Се што ќе побарате, што и да каже. Како да нема исклучок. Јас не гледам исклучок. Постои исклучок? Постои услов? Кој е единствениот услов? Верата?
Што подразбира да не се посомнува во срцето свое, исто така. Така? Сега, претходно слушнавме, за нас изгледа невозможно. Но Исус, пред да ги каже овие толку абсурдни зборови, за нас, абсурдни и невозможни, рече, вистина ви велам. И не се посомнува во срцето свое, туку поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни што и да каже, и потоа затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете. И ќе ви биде. Мислам, дали беше друг превод или на друго место, во Матеј изгледа, се употребува минато време. Верувајте дека сте го примиле. Верувајте дека сте го примиле и ќе ви биде. Пишува така? Каде пишува така? Ајде го најдеме тоа. Ајде го најдеме и за денес тука ќе прекинеме. Каде е овој случај? Споменат, во Матеј читавме за исцелението на демонизираниот син, но смоквата се споменува во Матеј? Најдевте? 21 глава? 21. И тоа беше еднутренски стих неодамна, така? Мислам дека беа двата во иста седмица, пред 2-3 недели, не се сеќавам точно. Околу 1 мај некаде. Дваесетпрва глава, 21 стих. Значи учениците пак се зачудија и рекоа како веднаш се исуши смоквата, овде вели. 21 стих во Матеј 21 глава. А Исус им одговори и рече: вистина ви велам. Ако имате вера, и не се сомневате, не само тоа што стана со смоквата ќе го правите, туку ако и на оваа планина и речете дигни се и фрли се в море, ќе биде. И се што ќе побарате во молитва со вера, ќе го добиете. Се што ќе побарате. Веруваме во овие зборови? Сте размислувале некојаш за овие зборови? Ако она за што Христос кажува дека е вистина, сведочи дека е вистина, велејќи вистина ви велам, ако тоа за нас е невозможно, што покажува? Дека немаме вера. Се сеќавате на кога Петар потонал, откако пред тоа успел да направи неколку чекори одејки по вода. Кога потона, што му рече Христос веднаш после тоа? Зошто се посомнева маловерен? Видите, кога Христос не нарекува маловерни, ние сме маловерни,
тоа е само еуфемизам дека всушност ние сме неверни. Маловерни значи неверни или безверни. Маловерен не значи дека имаш мала вера, за разлика од некој друг што има голема вера. Маловерен значи дека си мал во верата, за разлика од некој друг кој што е голем верник и силен во верата. Не, маловерен значи неверен. Маловерие значи неверие. И на некои места Исус тоа отворено го кажува. О, роде безверен. Не ги нарекол грците така, римјаните и другите многобожци и неверници. Така го нарекол Божиот народ. О, роде безверен. Конкретно и своите ученици. О, роде безверен, до кога ќе бидам со вас, до кога ќе ве трпам. Бидејќи ние не сме како отворените незнабошци, односно неверници, речеме атеисти, безбожници, само за да ја направи таа разлика, не нарекува неверни, туку маловерни. Но и суштината е иста. Значи, маловерен е неверен, но таков неверен, таков неверник, кој што исповеда вера во Христа. И разбирате? Маловерен е таков верник, кој што како јас, таков неверник, се извинувам, кој што како јас, не сум атеист, некогаш бев, сега не, но исповедам вера во Христа. Јас исповедам вера во Христа, ама немам вера. Значи, јас си имам вероисповета, јас си имам религијата, но немам вера. И разбирате разликата. Ќе продолжиме следната сабота. Размислувајте за овие зборови. Господ сака да имаме вера. Која вера? Па верата е само една. Дали верата, таа една вера, е наречена, нека ова биде библиско прашање за одговарање следната сабота. Дали едната вера, една и единствена, како што и Господ е еден и единствен, дали едната вера се нарекува со некаква придавка? Пример, дали во Библијата го наоѓате изразот адвентната вера, саботјанската вера, православната вера, католичката вера, Христовата вера. Друга придавка постои со која се квалификува едната вера. Ако е нешто едно и единствено, не му треба придавка. Тоа е тоа. Верата е една, што ме една, нема оваква или онаква. Таа е, или ја имам, или ја немам. Христовата вера, што значи тоа? Дали тоа значи христијанската религија? Христовата вера. Битно е да го имаме тоа. Христовата вера. Христовата вера е верата. Ако тоа го немаме, немаме вера. А имаме религија еден куп. Теологија еден куп. Докторати, магистратури, факултети, бла, 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 знаења, еден куп. Се тоа смоквини лисија. Смоквините лисија. Се тоа зборови. Само зборови за Бога. А род нема. И апостол Павле кажува еден прекрасен стих во првото послание до Коринтијаните, ќе го читаме следната сабота. Дека Царството Божјо не се состои во зборови, туку во сила. Прекрасни зборови. Ако тоа го немаме Христовата вера, значи немаме вера
A zašto je to važno, продолжуваме следната сабота, нека му е фала и слава вечно. Амин.